се приближува денот кој ние тука во Македонија го викаме Божик, со кој се одбележува раѓањето на Господ Исус Христос, кога тој се отелотвори како човек. Овој текст што го избрав, како што го гледате на екранот, ако приметите во почеток, спомнува празник на осветувањето. Затоа сметав дека е пригоден за оваа прилика, бидејќи опишува еден празник во јудејството, кој се слави ден денеска и на кој беше присутен Господ Исус Христос и им одржа на присутните евреи една пригодна проповед. Празниците секогаш се верските празници се еден настан во сите вери, може да се каже радосен настан. Кога би ги прашал било која вера, некој член на некоја црква или некоја друга вера, што представува твојата вера, во што се состои, тој, ја верувам дека најчесто би разговарал за празниците, би ги опишувал што се прави, како се постапува, што се слави, нешто од историјата, ќе ти раскажи, па потоа одма ќе премине на храната што се готви, како се готви, кога се јаде и други работи. Секако дека празникот, во секоја вера, празниците се нешто радосно, луѓето имаат слободно време, да се видат со пријатели, со фамилијата, се чувствуваат свечано се облечени, расположението е насекаде. Како се слави Божик во Македонија? Овде доминира православието и знаете дека се слави со Божичен пост, сега се наоѓаме во Божичен пост, со пригодни богослужби, со пригодни јадења за самиот празник. Потоа многу традиции навлегле во народот, како да се благослови куќата, како да се благослови бизнисот, нивата, стоката. Понатаму тука е уште и други пагански работи, кои некако навлегле во празнувањето и народот ги спроведува, како што е Коледе, па бадникови гранчиња и други работи. Бидејќи сега е светот едно глобално село, многу работи се исти по цел свет. Меѓутоа, многу работи се карактеристични за одредени земји, а кај нас и за одредени градови, села има разлики. За Божик градовите се украсени со светилки, луѓето купуваат поклони, владена потрошачка треска, тука е елката, по цел свет тука е Дедо Мраз. Велат дека Дедо Мраз, кој го викаат на енглески Санта Клаус или Свети Никола, всушност некаде на почеток на 20 век го има развиено или извадено од заборав компанијата Кока-Кола. Секако тука и Кока-Кола. Така да и локалните традиции не се секаде исти. Негде сретнав дека во Германија и некои други митски личности покрај Дедо Мраз се појавуваат, некој е машко, некој е женско. Сето тоа доаѓа од паганството. Самиот збор Божик значи мало богче. Затоа тоа асоцира на тоа што се роди бебе, Исус Христос како бебе. Меѓутоа, многу поправилно е и
згодно е она што во бугарски и во руски се вика рождество. Бидејќи тогаш се роди, се отелотвори во човечки облик Спасителот на светот Исус Христос. Но како ние ќе се однесуваме? Ние треба да се држиме до Светото Писмо. Во Светото Писмо е интересно, бидејќи од Бога дадено и полно со откровение и мудрости, во Стариот Завет се 7 господови празници. Јас еднаш зборував за нив, 7 господови празници, што Бог преку Мојсија ги нареди на еврејскиот народ да ги празнува секоја година. Почнувајќи од Пасхата, па завршувајќи со празникот на Сеници или празникот на Колипки. 4 беа пролетни празници и 3 есенски. Меѓутоа, интересно е што во Новиот Завет нема наредба за никакви празници. Мнозина може би тоа и не го знаат или не размислувале за тоа, дека Новиот Завет не заповедува никакви празници. А сепак христијаните слават празници. Со празниците се сака да се одбележи некој важен настан. Интересното и ова, датумот на Христовото раѓање долго време не се знаел, односно се заборавил. Бидејќи вие знаете, христијанството во првите 3 векови беше илегална религија. Луѓето кои веруваа во Исус Христос се криеа. Беа прогонувани отпрво и од евреите, но потоа од светската власт. Прв го предложил или го одредил, во наводници, датумот на Христовото раѓање некој си Секстус Јулиус Африканус, кој живеел во Израел, и тој рекол дека тоа го прогласил во 221 година, доста покасно од оригиналниот настан. Со време навлегле во празнувањето многу паганизми, значи некои обичаи од дотогашните пагански празници. Зошто навлегле? Покрај Бог во светот делува и ѓаволот. Тој секогаш за оригиналот дава фалсификат. Некој, ти да имаш еден златник, па некој човек да ти рече, еве, ова паричка исто свети, дај да се смениме. Така исто е со паганизмите. Меѓутоа, според тоа, сите христијански празници се традиционални празници. Ги вовела црквата. Меѓутоа, може би малку знаете дека и евреите имаат традиционални празници. Тие празници одбележуваат некои настани од нивната историја, тоа долга историја и богата со настани, кои тие од разни причини сакат да ги одбележат секоја година. И овој празник што се спомна во уводното читање, празникот на осветувањето, еден традиционален празник и одбележува еден настан од еврејската историја. Има повеќе такви празници, ги има во литература, може да се најдат. Еден таков е празникот Пурим. Во книгата на Естер се објаснува како евреите биле спасени од уништување во време кога на Блискиот Исток доминирала Персиската империја. И до ден денеска тие го слават празникот Пурим. Со одредени традиционални работи, некој мало девојче го облекуваат во царицата Естер и така натаму, одредени храни, одредени постапки. Друг празник што се спомнува овде е
празникот на осветување на храмот. Тој на еврејски се вика празник Ханука. Ханука беше пред неколку дена, заврши, мислам дека се празнува 9 дена, и символ на Ханука е 9 кракиот свечник. Не знам дали знаете, евреите имаат и 7 краки свечник, што бил како намештај или предмет во храмот, но имаат и 9 крак свечник кој е за празникот Ханука. И секој ден тие палат по еден крак, по една свеќа, бидејќи според легендата, кога го светувале храмот, немале масло доволно, имале масло само за еден ден. Меѓутоа, на чуден начин, Бог додавал масло и тие го палеле 9 дена, се додека набавиле доволно масло да свечнакот во храмот свети. За кој храм се работи? Сигурно ви е познато од историјата дека евреите имаа прво за богослужба шаторот за состанок, кој долго време го служеа, но во времето на Давид и Соломон, кај Давид дојде идејата да се изгради храм, кој Бог дозволи да се изгради, но под раководство и владење на Соломон. И тој беше велелепен храм, дури се смета дека тој бил еден од 7 светски чуда. Но тој храм го разурнаа вавилонците кога ја освои Јерусалим и известно време тие немаа храм, 70 години, но потоа во време на персискиот цар Артаксеркс, тоа опишано во книгите на Естра и Нехемија, тие го изградија така наречениот вториот храм. И вториот храм не беше толку велелепен како првиот, но постоеше и во времето на Исус Христос. Само што царот Ирод многу го украси, го направи да биде велелепен, догради тремови околу и така натаму. Значи, тој празник, тој храм беше во времето на Исус Христос, меѓутоа тој претрпе во историјата едно осквернување. Во книгите Макабејски, кој има книга со апокрифните книги, кој има Библија со апокрифните книги, може да ја види таа историја. Некаде во вториот храм беше изграден додека првиот беше во 6 век пред Христа, вториот некаде во 5 век пред Христа, но после Персиската империја дојде Грчко-Македонската империја, која кратко траеше, но откако се распадна, на Блискиот Исток останаа 2 големи царства. На север беше царството на генералот Селеук, или на кој беше силно царство, имаше династија и траеше повеќе од 100 години, а на југ беше на Птоломеите, према генералот Птоломеи. Тие постојано водеа борба едни со други, а еврејската држава беше на крстопат меѓу двете држави, секојаш страдаше. Но најмногу тие пострада во времето на Антиох Епифан IV, кој ги мразеше евреите и ги плячкаше, и во некаде 165 година пред Христа им го осверни храмот. Откако ги оплячка и ги мачеше, го оскверни храмот, на олтарот закла свиња, а во храмот го внесе кипот на Јупитер. Меѓутоа тогаш се јави востание предводено од еден свештеник кој имаше 5 синови и таа семејство се викаше Макабејци. И Господ беше со нив, што се малце спомнува и во книгата на Данијел, вика им даде мала помош
и успеа во станието и тие уживаа слобода околу 100 години, се до доаѓањето на римјаните. Прво нешто што направија тие, ритуално го очистија храмот, го ставија во богослужба и како празник на тоа очистување го уведоа празникот Ханука. И Ханука и Божик се слични. Тие се случуваат во зимно време, како што велеше во читањето. Се карактеризираат со светлосни украси. Ова година Ханука се прослави на почетокот на декември. Се разбира како традиционален празник, вековите додале многу традиции во прославувањето, посебни храни, посебни обичаи. Но за нас е интересно, како што рековме, Светото писмо и постапката на Исус Христос. Како Исус Христос ја прослави Ханука? Дали му беа битни традициите, дали ја занемари можеби? Интересно е што денеска, ако погледате и на интернет и какви теолози, какви сваќања имат, владее една крајност да се занемари Божик, например. Викат, па има толку пагански традиции, тука е елка, тука е... То не е ништо пропишано во Свето писмо, па тука е Санта Клаус и го нарекуваат Крисмас. И тука пишуваат крче и мас додаваат. Веќе дојде и време и да светот и се срами од Крисмас. Него ни спомнува. Туку во честитки да викаат среќни празници. Среќни празници. Него ни спомнуваат, не сека да го спомнат. А сепак го слават. Големи традиции, како што реков во уводот. Христос беше суштински побожен. Ние тоа го гледаме во Светото писмо, како во сабота он оди во синагогата, чита и го тумачи Светото писмо. Што направи Исус Христос, како што гледаме од текстот што го читавме? Практично тој направи една евангелизација. Се представи себе си како Спасител и Божи син. Им кажа дека постои спасение на душата, дека има вечен живот и дека има сигурност на спасението. Тој рече, никој нема да ги, тие што го слушаат мојот глас и веруваат во мене, никој нема да ги отме од раката моја. Тој даде сигурни гаранции, тој даде збор, дека спасението што тој го нуди е сигурно. И се повика и на таткото. И никој не може да ги отме од раката на мојот татко. И кажа дека делувањето на него и таткото секогаш во хармонија. Тие се со една мисла. И на крајот кажа дека јас и таткото сме едно. Фактички тој отворено се прогласи за Божи син, еднаков со Отецот. Или Бог во тело, отелотворен Бог. Чудно е како се уште има некакви теолози што неќе да го признаат тоа, или викаат, нигде Исус не се прогласил за Бог отворено. Еве тука пишува дека се прогласил. Очигледно тие не го читаат Светото писмо, туку се ги читаат заедно нивните книги, што тие ги пишуваат, и тоа е многу застапено во науката. Наместо да одиш кон оригиналот, прават критики на другите книги, па овие одговараат со критики на критиките и така натаму. Од разговорот со присутните настана една голема расправија. Тие му рекла, ако си Месијата ти, те молам, кажи ни, не ги мачи нашите души повеќе. Интересно е
Јас ова го сваќам дека навистина биле искрени во тоа прашање. Сакале, евреите сакале, тука имало и фарисеи, но и обичен народ. Сакале да знаат тој ли е Месијата. Из целата историја тие го чекаат Месијата. Тој им беше обеќано во многу места од Стариот Завет. Кој добро ја познава Библијата, ги знае да ги наброи тие места. Почнувајќи од Мојсија, како рече пророк, како мене Бог ќе ви подигне меѓу вас, него да го слушате. И кој не го слуша, ќе се истреби од народот. И ден денеска тие го чекаат Месијата. И тоа со голема радост, со голема чежња, што викаат србите, со копнеш го чекаат да се појави Месијата. Особено денес тоа е многу интересно и чудно. Денес има во Ерусалим храм, така наречен храмски институт. Направени се и храмски предмети, копија на оригиналните, али се како оригиналните, од злато или од дрво позлатени со злато. Школувани се свештеници. Постои така наречен Санхедрин. Ланска година и ова година многу се зборуваше дека веќе пронашле црвена јуница, што во Стариот Завет се спомнува дека треба да се изгори и од пепелта незина да се направи вода за очистување. Дека веќе нашле таква црвена јуница, немало никаква точка друга боја. Еве сега пред 2-3 дена посветија некаков камен жртвен олтар. Нормално тој не беше на местото кај ќе биде храмот, туку беше некаде надвор од градските зидини во еден парк така на трева, може на интернет да видите. Меѓутоа се случуваат и светски политички настани што укажуваат дека Месијата е близу. Ама кој Месија? Ние знаеме дека прво ќе дојде лажниот Месија. Настана признавање на Ерусалим за главен град на евреите од многу држави. Интересно е што тие евреи кои ги водат овие настани бараат доброволни прилози од цел свет за градење на храмот, за предметите. Овие денови исто имаше некој позив, давајте доброволни прилози за златна круна за Месијата. Веќе они собираат за златна круна. Меѓутоа, јас сум сретнал, на интернет се разбира, вистински христијани евреи, кои викаат, не ги слушајте нив, не давајте доброволни прилози, затоа што вие знаете тој храм ќе биде храмот за Антихрист. Таму тој ќе седне и ќе се прославува. И со подценување зборуваат дека и тој Санхедрин се само повикани равини. Може да се рече за третиот храм што се спрема дека градежен план има, ама градежна дозвола нема. Исто така една голема расправија настана кога Исус Христос им рече јас и Отецот сме едно. Значи, има една долга борба против божеството на Исус Христос. Од кога Исус Христос ги рече тие зборови, настана таа борба и тоа негирање. Разни култови религии не го признаваат, иако претендираат да се нарекуваат христијански. И разни религии не го признаваат дека Исус е Божи син. Меѓутоа, интересно е дека има еден стих кој отворено зборува за тројството. Тоа е 1 Јованова 5:7. Внимавајте на ова. Ако сакате да видите дали некоја Библија е права Библија или е од овие модерни Библии сега што излегуваат, побарајте го овој 1 Јованова 5:7, дали постои. Зашто во многу е испуштен или пак е испуштен, па долу има фуснота, вика,
Во некои Библии ова постои, ама во многу не постои. Во најстарите не постои. Да. Во тие што го има, држете се до тие Библии. Тие сега со тоната почна директен напад на Светото Писмо. И, например, нема и оној стих во 9 глава од Дела апостолски, кај што вели Филип му вика на евнухот: ако веруваш, можеш да се крстиш. И тој стих го бришат. Зашто крштавањето не е обред. Крштавањето е наредба на Господ Исус Христос и се случува и треба да се случи на доброволно исповедање на верата. Ако некој исповеда дека ако веруваш, може да се крстиш. Ако не веруваш, што ќе се крстиш? Зашо да се крстиш? Ќе примиш благослов онака за пари или затоа што си пријател со свештеникот или за да се зачлениш. Ако веруваш, може да се крстиш, му рече. Има и многу други грешки, на стотици. Од каде дојде ова неслога? Овде се спомнува Кодес Синеитикус. Што е Кодес Синеитикус? Знаете ли што е Кодес Синеитикус? Тоа е еден текст на Новиот Завет, што некаде после реформацијата, кога протестантите сакаат точно текст да го реконструираат на Новиот Завет, врз база на околу 5000 стари ракописи од првиот до 5 век. Од најстарите ракописи сепак имало некои мали финеси, разлики, кои со научна метода, со студија, со споредби, јазичарите, така наречена библиска критика, али во позитивен смисол, не во негативна конотација библиска критика, него во позитивна, значи со чиста наука, се утврдил, како да кажам, скоро 100% точниот текст на Светото Писмо, и тој е подлога на сите традиционални добри Библии. Тој е Кодес. Меѓутоа, покасно се откриваат, негде во 19 век се откри Кодекс Синеитикус, Библија од Света Катерина, манастирот, па Кодекс Александринус, Кодекс Ватиканус, века тие се постари од овие. Меѓутоа, тие се постари навистина, но се погрешни, затоа што првата голема ерес и голема, значи, беше Ариевската ерес, која се јави во Александрија. Од Александрија, значи, ништо не доаѓа добро, и во Египет беа најдени и некои гностички евангелија во кои Христос е представен на гностички начин. Такви современи преводи се, например, Библијата New International Version, што многу ја фалат и сами не знаат зошто. Меѓутоа, сега се работи на уште понови Библии, односно, уште повеќе да се избриши Божеството на Исус Христос, за да се угоди на некои религии, на некои движења и на некои политики, на политичари. Тоа го прават современите теолози. Еве го тој стих, 1 Јованова, зашто тројца се кои сведочат на небото, Отецот, Словото и Светиот Дух, и овие тројца се едно. Тука отворено зборува за тројството и дека Синот е еднаков со Отецот. Ја ќе кажам уште нешто интересно за евреите и Месијата. Се јавиле во историјата многу месии. И јас да тоа не сум знаел. Јас ќе ви спомнам два месии кои биле прифатени од евреите и добиле големи приврзаници. Првиот голем месија е Бар Кохба. Во превод значи син на звездата. Тој се јавил во 135 година по Христа
И тогаш евреите ги поведол, бил харизматична личност, ги поведол во восстание против римјаните, но тоа восстание завршило со тежок пораз и конечно евреите се раселени по целото Римско царство. А првото восстание беше 70-та година и тогаш беа поразени, но не беа баш целосно раселени, веќе во 135-та целосно беа раселени. Друг еден Сабатај Цеви, во 18 век во Солун се јавува ова харизматична личност, кој велел дека тој е Месијата и дека ќе оснива еврејска држава. Меѓутоа, султанот слушнал за тоа и го повикал на, што се вика, на информативен разговор, и тој се исплашил и рекол дека ќе преминал во ислам, и скоро сите негови привзаници преминале во ислам и се претопиле со турското општество. Меѓутоа, постојат некои мислења кои делуваат како теорија на заговор дека тие евреи кои станале муслимани, така нареченото друштво Домлех, од тогаш до ден денеска владее со Турција. Дека и сегашниот председател е приврзаник на тие тајни евреи. Како ние треба да го прославуваме Божик? Како ќе го прославуваме ние? Исус е Емануел, Бог со нас. Проречен од пророците. Ако знаеме цитати од Стариот Завет, со кои е предскажано раѓањето на Исус Христос, во Михеј вели дека се роди во Витлеем, во Исаија има многу пророштва. Тој е роден на чудесен начин. Тоа е во Лука објаснето како е роден, како Бог го прослави кога се роди со хор ангелски од небото. Но Исус е остварување на Божите ветувања. Во Исаија 9, 5 и 6 стих има многу силно сведоштво за Исус, за него како личност, како спасител и како цар. Зошто многу теолози, како што реков, се срамат од Божик, односно чистунци се прават, а во суштина немаат право заради традициите, заради паганизмите. Во овој цитат што го гледаме, Исус Христос не го гледаме таму да запеа некоја песна за Ханука или да палеше 9 крак свечерок, нити пак да јаде некакви ѓевреци јаделе за Ханука, него тој им одржа евангелизација. Ги занемари тие работи. Не само тоа, него чудно е како воопшто се најде Исус Христос во Ерусалим. Он можеше да рече, па овој празник не е од Господовите празници, нема да одиме, да му рече на учениците или на браќата или на... Меѓутоа, тој се најде баш во Ерусалим. Зошто? За да искористи прилика, да зборува, да евангелизира. Ако ти сакаш да отвориш дуќан, да продаваш нешто, кај ќе го отвориш? Ако си паметен, ќе го отвориш кај што има многу народ. На пазаришта, кај спортски настани, во болница, кај што народ врви, ако сакаш да отвориш млечен ресторан. Таму се кириите најскапи. Што сакам да кажам со ова? Кога ќе дојде Божик, луѓето се слободни да работни обврски, сакат малци да видат и што се случува во религиозниот живот, има поголема шанса да ти дојдат овде да го слушаат, да слушаат проповедта. Искористи го тоа. Ама ти ќе речеш, неќам традиции, па ти не ги прави тие традиции за себе, не ги цени, не ги проповедај. Ама прави се ти не ти сметаат. Немој да ги критикуваш луѓето, слушајте, вие имате многу лоши грди традиции, па ќе се исплашат и ќе побегнат, нема да те слушаат да му проповедаш за спасение. Елката паганско, па што? Еве имаме елка, ако треба уште една ќе ставиме.
Ако треба и Дедо Мраз ќе го ставиме тука. Ама нема да го фалиме Дедо Мраз, нема да зборуваме за Дедо Мраз, него ќе зборуваме за спасението. За Исус Христос ќе зборуваме. Како Исус што направи? Он не проповедаше, слушајте вие, фрлите го тој 9 крак свещеник. Не е ова важно да им рече. Не. Тој тоа го занемари. Ако ние ги критикуваме безчувствително луѓето, ние ќе ги загубиме како слушачи. Еве го тој стих, Исаија 9:6, зашто дете ни се роди, син ни се даде, власта е на раменјата негови, и ќе го наречат чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, кнез на мирот. Неговата власт и мирот бескрајен ќе растат врз престолот на Давид и во царството негово, за да го утвори тој и да го затврсти преку суд и правда од сега па довека. Тоа ќе го направи ревноста на Господ Саваот. Значи, тука е Исус Христос представен и како цар. Хајде сега да видиме Новиот Завет. Што вели апостол Павле? Дали апостол Павле му пречеа традициите за да го проповеда Христа? Он лично не ги ценеше, не ги практикуваше, не ги проповедаше традициите, не го проповедаше Христа распнатиот. Еве што вели во 1 Коринтијаните 9 глава. Зошто иако сум слободен од сите, станав роб над сите, да повеќето од нив да ги придобијам. За јудејците станав јудеец, за да ги придобијам јудејците. За оние што се под закон, станав како да сум под закон, за да ги придобијам и тие под закон. За оние што се без закон, станав како да сум без закон. Иако пред Бога не сум без закон, туку сум под законот на Христос, за да ги придобијам и оние што се без закон. За слабите станав слаб, за да ги придобијам слабите. За сите станав се, та на каков и да било начин да спасам некого од нив. А ова го правам поради Евангелието, за да бидам соучесник во него. Интересно е овие стихови што во истото глава, 10-та, на крајот од главата, ние тука прескокнавме некои стихови, би требало тука многу да се анализира и проповеда, како Господ Исус им се бранеше на евреите за неговото идентификување со Отецот, но на крајот има уште два стиха, вика, после тие настани што се случило? И пак Исус отиде отаде Јордан, на она место кај што Јован крштаваше, и остана таму. Мнозина дојдоа кај него и говореа, Јован не направи ниедно чудо, но се што Јован рече за него беше вистина, и мнозина таму поверуваа во него. Овој период во животот на Исус Христос беше крај на неговата земјалска кариера. Веќе диалогот со евреите беше исцрпен, немаше повеќе што да се додаде, немаше веќе разбирање, и он отиде на местото кај што Јован крштаваше, значи кај што почна неговата кариера, кај што беше крстен, и остана таму. Ако тоа било зимо, значи после неколку месеци он оттаму тргна и се објави во Ерусалим како Месија, на денот Цветници. Тоа беше на 6 мај во 32 година. Тој ден беше проречен во книгата на пророк Даниел во 9 глава, дека после 69-та седмица Христос ќе, Месијата ќе се појави. И он се појави, го исполни тоа пророштво. И тогаш недвосмислено кажа дека е тој Месијата, зашто рече, ако кога го славија и фарисеите му замерија зашто народот зборува така, тој рече, ако им забраните на овие да викаат, камењата ќе прозборат. Овде пишува, мнозина дојдоа кај него и говореа.
Јован не направи ни едно чудо, но се што рече Јован за него беше вистина. Значи имало луѓе кои, како што он отишло од Јордан, и тие отеле по него. Сакале уште да слушаат за спасението, за Божјата наука. Ја тоа малце си го тумачам дека кога фрлиш семе треба време за да изникне. Ако човек слушне една проповед, не значи дека ќе се обрати одма. Треба да слушне повеќе проповеди. Обраќањето на еден човек е индивидуална работа. Секој од нас може да раскаже друга приказна. Меѓутоа, дека треба време семето да рати и да израсне, покажува и фактот што кај некој веќе Светиот Дух работел пред тоа. И може да се случи на една проповед тој и да наједнаш да се обрати. Меѓутоа, он има некоја предисторија што само Бог ја знае. Еднаш се сеќавам во Прилеп кај некои познати, почнав да му проповедам на домајчинот и тој ми рече, ај, па ти ми зборуваш како тетка ми вика што во Бугарија кога бев там истото ми го зборуваш. И па викам, еве, по втор пат го слушаш, то истото. Значи, ние не знаеме, ние сме малце, навистина сме малце. Меѓутоа, иако сме малце, некој од нашите слушачи што му проповедаме, имал некоја средба, некој контакт со некој друг христијанин. Така да не се обесхрабруваме, ако не го прима. Што вика во Јов, Бог говори на човекот 2 пати, 3 пати. 2 пати, 3 пати му дава шанса на секого да поверува. Ако ги одбие тие шанси, Бог може и да го напушти, што е најтрагично за еден човек. И друга некоја од овие стихови може вака една размислување. Исус се повлече на некој начин од вревата на Ерусалим, од религиозните прослави, од обредите. И таму мнозина поверува во него. Да не чуди ако повеќе верни има понастрана од тие мејнстрим религии и мејнстрим прослави. Да не се разочаруваме што сме малце. Мнозина таму поверува во него. А ваму во Ерусалим не поверува мнозина. И не само тоа, тие велеа, Јован не направи ни едно чудо, но се што велеше Јован е вистина. Значи, тие дадоа едно признание на Јован Крстителот, дека беше во право, иако не направи чуда. Епа сега, мнозина се фалат со чуда денеска. Дали ние сме како овие што рекоа за Јован, иако не направи чуда, точно кажа. Ние не треба да бараме чуда и нити ние да бараме да бидеме чудотворци. Да не одиме по тие што прават чуда. Зашто чуда може да бидат лажни. Интересно е во оној почетниот пасос што го главниот пасос што го читавме, Исус рече делата кои ги правев заради нив верувајте. Какви дела правеше Исус Христос? И он рече, и Отецот прави такви дела. Кои беа тие дела? Тие беа дела на милост и љубов. Исус, оние што страдаа, ги помагаше, ги оздравуваше и проповедаше Евангелието. Меѓутоа, има чуда и чудотворци што прават зли дела. Не знам дали сте размислувале за тоа. Ја еднаш разговарав со некој човек, имаше во нашето село, вика, еден човек, ако проколнеше, вика, некој добитче или кокошки, одма загинуваа, вика. Виката загинувале, значи, одма. Значи, ти да се плашиш од тој човек, може да те проколни, ќе загинат. Ти може да се разболиш. И има тоа, да знаете. Во Африка има многу племињата племенски врач, ако тој те проколни, готов си. И има нека сила зад него.
Меѓутоа, таа не е за добро на луѓето. Исус Христос правеше такви чуда и Отецот правеше такви чуда. Чуда на милост, чуда на љубов, на помош. Знаеше што му треба на секој човек и му го даваше тоа. А да не трчаме во чуда како слепци. Ова за време дека треба во мода е денес инстант обраќање. Ќе проповеда некој од странство, ајде сега кој поверува нека излези напред. Како да излези напред? Там негде во време на пуританците немало такво нешто. Тоа е еден проповедник од Америка го има, додуша бил голем проповедник, ама тоа го измислил, може да му се брзало, да дај одма резултати. Заборев името како беше на тој проповедник, тој негде, Фини, да, Чарлс Фини. Негде во почеток или прва половина на 20 век се јавил тој. И после го презеле таа мода и други. Сега, ако ти поканиш на некоја евангелизација некој човек, го тапшаш по рамо цел ден, се дружиш со него, го честиш, па тој ќе се чувствува малце и обавезен да излези напред, да ти угоди, да не се разочараш. А може би добил и бесплатен ручек. Што знаем, треба да излези напред, да го оправда. Ама после пак ќе си оди во светот како што си бил. Добро, не можам да бидам категоричен во ова, дека може човек веднаш да се обрати, но може би е тоа едно делување тајно на Светиот Дух. Он има некоја предисторија. Еве тоа веќе го кажав. Мислам дека она што е суштина на мојата намера ја кажав, може да има и друго да се каже, но ете Божик да го искористиме за сведочење и да не збунуваат традициите. Нека поставиме елки, Дедо Мраз, ама да не ги кориме луѓето зошто ви е вака, зошто ви е така, ова што го правите ви е неправилно, ова е паганштина. Ние да гледаме, да го представиме Исус во вистинско светло. Господ да ни помогне во тоа.